Почитувани мој, добар ден. Споменикот на контраверзниот Андон Лазов Ќосето е поставен пред судовите во 2014 година, кога градоначалник е Коца Трајановски. А споменикот е еден од 5 кои што град Скопје ги доби како донација од Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попадинци и крушоради од Лерин. Со доаѓањето на функција на градоначалник Петре Шилегов, споменикот е отстранет, откако утврдиле дека е дивоградба и немало решение за неговото поставување. Споменикот е однесен во магазин на Металски завод Тито во Скопје, а на неговото место е засадено дрво гинко посветено на човековите права. Од пред еден месец, градоначалничката Арсовска испратила писмено барање до Општина Центар, споменикот на Ќосето да се врати пред судот. Зошто сега никој не знае. Градоначалничката што побарала знае, ама не кажува. Од Општина Центар и одговориле. Барањето е доставено на погрешна адреса. Согласност да побере од собранието. Испраќа ли градоначалничката некоја порака со оваа иницијатива? Тоа е оно што ве прашуваме денес во Црвена линија. Секако ќе ве потсетиме дека треба да не заследите и на социјалните медиуми, како што се профилот на Црвена линија на Facebook. Ќе потсетам задолжително заследите го и профилот на Телман телевизија на Facebook, не има и на Twitter, и секако драго ќе ни биде доколку бидете дел од големото Инстаграм семејство на Црвена линија и во истиот момент не заследите и го дадете одговорот на денешното анкетно прашање, кое што гласи: на Инстаграм стори прашуваме дали решението е поставување тркала на сите споменици. Одговарате со две опции, едната е да, другата не, и секако резултатите се соопштуваат по рекламите во секој издание на Црвена линија. А во продолжение одиме со вас. Се знае на 023070005. Очекуваме во голем број да ви има на денешната дискусија, па еве да го дадете и одговорот и на ова прашање кое што го поставивме за оние кои што не следат на Инстаграм. Така да оние кои што ќе се вклучат, ќе ги прашаме исто така дали решението е можеби поставување на тркала на спомениците. Зошто треба да се врати споменикот на Ќосето пред судот? Тоа е она што ве прашуваме, што мислите вие, и секако испраќа ли градоначалничката некоја порака со оваа иницијатива? Ако сте размислували, имате видување и став, секако очекуваме да се вклучите, а ќе посетам дека и во секој издание на Црвена линија ќе откриеме како коментира и твитерџи на оваа тема, не случајно затоа што еве можеби со некој од нив ќе се сложите, можеби ќе ви биде сето она што го кажаат твитерџи и инспирација и на дополнување во дискусијата која што ќе водиме денес со вас. Секако ќе ве потсетам, намалете го тонот на телевизорот, на ТВ приемникот, стишете на 0 и не заборавајте да го мерите времето, изнесува 90 секунди за секој гледач или гледачка. Добар ден за првиот гледач. Да, добар ден. Па еве според вас испраќа ли некаква порака градоначалничката со потегнување на оваа иницијатива? Градоначалниката на град Скопје не испраќа, туку се удвара на ВМРО ДПВН со тој со враќањето на Ќосето пред судот. Прво и основно, нека се разбери и нека се вратат сите. Тој споменик е дива градба. Никој не дал одобрение, а го градеше Општина Центар, али нема одобрение, тоа е докажано со закон. Прво, она што е дива градба се турка. Она што рековте, на сите споменици треба тркала да се извадат од тука од плоштадот, затоа што е пренатрупан плоштадот со кич. Не се тие споменици. Прво, Ќосето, од када е родом Ќосето? Го познавате ли вие од када е Ќосето? Па зошто една вулгарна личност која што правила циркузи во времето да ставиме пред судот со нож и тие чекани и така натаму. Ве молам, ова што го бара Данила Арсовска никој нема да го одобри, нити Општина Центар, затоа што тоа е под Општина Центар и е забранет со да се постави, тоа е со закон. А законски ние
сите споменици ги немаме поставено, сите се во град Скопје. И ќе потсетиме дека не се изградени од страна на општина Центар, туку се донација на Сдруженијето за духовно обединување на ситици. Тоа е формална лага, да ви кажам отворено. Ви благодарам многу. Благодарам и вам секако за вклучувањето. Продолжуваме со вас. На што се должи оваа иницијатива на градоначелничката Арсовска? Што мислите вие и дали треба на спомениците да им се вградат тркала? Тоа е она што прашуваме и на Инстаграм. Ќе потсетам за следете не за со цел да дадете одговор и на Инстаграм стори анкетата. Добар ден. Добар ден. Па еве, како ја толкувате оваа иницијатива? Да, ве слушаме. Не ми земај секунди. Се слушаме ли? Да, ве слушаме. Повелете. Видете, ако ние сами не се уништуваме, никој не може да не уништи. Сами се ништиме од внатрешни предајници, внатрешни издајници. Ќосето им сметало сега, спомениците им сметале. Овие пари грабат, крадат, ништо не прават, не карерат и тие споменици. Тој Шилегов голем стручнак, голем способњак, го оставил ќосето. Што направил? Ништо друго не направил, тоа да рушат нешто. Страм да ги фати. Не знаат државава да ја зачуваат. Па затоа овие сиве од страна се настрвија на нас. Не ништо, затоа што внатрешните издајници тоа го прават. Го страниле, немало документ, немало дозвола. Па издајте дозвола, направите дозвола. Што ви смета ќосето? Бог да чува. Епа, од таквите држава немаме. Сега отнеле пошто пото, бугарите да ги донесиме. Ево убаво ВМРО предложи да бидиме како хрватите. Ќутат овие СДС-овци. Издајниците, како да ги речам. Ајде не така, ајде да бидиме како Албанија. Ќутат албанците. Барат сега. Епа, ние сега, знаеш што е минато, да не се враќаме назад, да не се враќаме. А барате јазикот да влези, барате 20% да сукини, да ја ништите државата. Не им текнува да се исправат да застанат. Ке потсетам да внимавате на тајмерот, 90 секунди е секој излагање и секако благодарам за вклучувањето. Одеме сега со твитерџи. Па еве ќе почнеме со твитот на Ла Електра. БРТ не може да продолжи како проект со кој ќе се улесни животот во Скопје, ама споменикот на ќосето ќе се враќа. Секоја чест за тие што помогнаа да дојде ваков лик за прв човек на Скопје. Што мислите зошто се потегна оваа иницијатива од страна на градоначалничката Арсовска и дали сметате дека се испраќа некаква порака? Добар ден. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Видете, нешто за споменикот на ќосето. Абе видете, јас не знам што толку граѓаните наша поставија спомени со кама. Тој бил, како да кажем, убиец. Во четата на Гоце Делчев или на која таа мочита бил, ако устанува на судо од комитите ќе го судил некој, тој во се ја вршил, го извршувал делото. Таков имаме пример ние во Добромири, судо, тој суд што бил тога, значи ги осудил, па ако се вати ги отепа двајца добромирци. И сега ние ќе величиме таквите луѓе кои биле, ќе речеме, извршители, но оние со судото во тоа време ги судел, тие, секој си имале своји судови, например, судо на комитите што бил на горе. И овие му прават споменик, го величат. Што за мене е потребно на тоа. Треба да се величи она што е, да се слави, да се накој што носи добро, а не што, кога го и сега Арсовска и текнало, ќе обраќаме ќосето. Тоа е малце, мислам, мизерна работа. А кој ќе биде одговорот на анкетното прашање? На анкетното прашање, според вас, дали решение да поставиме тркала на сите споменици? Тоа тркалото вие не му го чувате што е на филма, него ова се излишни работи. Ние мора народот да свати дека тие споменици направија. Така, благодарам многу. Секако ќе потсетам гледачите кои што ќе се вклучат неминовно, ќе ги прашам и за нашата Инстаграм анкета. Одиме со вас, продолжуваме, вклучуваме, верувам, нов гледач, може би гледачка. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Добар ден, во црвена линија сте.
Добар ден, Тина. Добар ден. Па еве, како ја толкувате оваа иницијатива на градоначалничката Арсовска? Па слушај, сега ја не ми е познат овој човек, Ќосето што е бил, ама јас гледам нагоре по Австрија, по Италија, Србија, горе тамо споменици има са кој за кого е бил, разбираш, никој не дира. Са баш Торин дојде, разбираш, некој да се бунат зашо се ставал тргал споменико. Абе кој дека е ставно, гледате, 14-та година Груевски на одеа толку го тепа што му трак загубија. Гледате сега Скопје како го направи, метрополов човеко. И ауф да го нема од тука, он е лош. И сега тоа Ќосето, каков идеја, не ми е познат од историјата негова, толку не сум тоа читан, ама штом го враќа споменикот, нека си стоја таа, на кој му смета споменик некој та време. Ај нека идат на албанците некој споменик да пртат, да видиме што ќе биде. Одма ќе свири тоа оловото. А ние ќе траеме да остават спомениците нек си стоат, да гледа економијата, да гледа стопанство, да гледа јаго школите, децата им платформите падаа на главите, студентите нема огрев, нема ништо никаде. И они сега туе ќе маслосува тоа со тие тако. Ја не знам што е се опира на тај градоначалник се Бранко, што беше, што му се опирал тај споменик да немал бил документ, па нека става документ, што е тоа проблем за документа стават. А дали еве анкетното прашање решението за вас е поставување може би тркала на сите споменици? И сега па тоа не ми е јасно како се тие тркал. Па да бидат помобилни, да нема потреба од документи. Абе, што знам, тоа некои прават што сакаат, некои плачкаат, некои граба, за тоа што е потребно, пари нема. Тука не гледаме телевизија. За тоа нема пари, за ово нема пари. Така, благодарам, но секако има можности, благодарам што ја искористивте и се вклучивте во оваа денешна дискусија на Црвена линија. Продолжуваме повторно со Твитер. Ненаспана Муцка напишал: не само Ќосето и Никола Груевски ќе го вратиме. А што мислите вие, што стои за оваа иницијатива на градоначалничката Арсовска? Дали всушност е некаква порака и зошто треба да се врати споменикот на Ќосето пред судот? Какво размислување имате, ќе дознаеме токму во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во меѓувреме ќе подсетам дека споменикот на контраверзниот Андон Лазов Ќосето е поставен пред судовите во 2014 година. Тогаш градоначалник беше Коце Трајановски, а еве што мисли зошто е повторно потегната иницијативата, ќе дознаеме од гледачот. Добар ден. Добар ден, Македонија. Добар ден. Јас би се запрашал до кога во Македонија, во македонска држава, ќе биде проблем да се постави име на институција, на училиште, на улица или споменик на наш македонски херој. До кога? До кога ќе има во Македонија споменици на терористи, туѓинци, на фашисти, джемохаса, туѓинци, а ќе биде забрана или Црвена линија, употребата на зборовите од типот терористи, фашисти, избегнувајте, рековме неколку пати, повеќе пати, можеби и втора сезона зборуваме употребата на зборовите. Сериозно треба да бидете нели во изборот кога говорите, тоа значи погрдни зборови, навредливи зборови, говор на омраза не. А се може да се каже, се разбира, знаат како да го направат тоа гледачите. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Повелете. Да, ви посакувам убаво попладне. И јас секако. Баш сакам да разговараме за спомениците. Значи, без разлика дали е тоа споменик на Ќосето, дали на Александар Македонски или на било кој, јас мислам дека Скопје е веќе преплавено од споменици. А еве, кога веќе решила градоначалничката да гради споменици, па нека изгради споменик на толку многу млади што
што се иселија од државава за подобар живот надвор од неа. Еве, тоа е сугестија. А во врска со ова што ќе ставала тркала на спомениците, па во рете идејава, нека стани ви тркала и нека си ги истркала сите во Вардар. Јас не знам што споменикот ќе реши за подобро утре на нашите млади деца, што овде не гледаат екзистенција, не гледаат подобар живот. Ете тоа е. Мислам дека... Па еве, кога веќе зборуваме за градот Скопје, интересно твитерџи коментираат и за приоритетите. Дали ќосето всушност споменикот е приоритет за градот или можеби некои други нешта? Што мислите? Еве, ова е приоритет. 200 и кусур илјади иселени, тоа е приоритет за мене. Градот Скопје не е Македонија. Значи, Македонија се сите градови во Македонија. Така, благодарам, големо благодарам за јавувањето во Црвена линија. Не случајно ги напоменав приоритетите, твитерџите ставија акценти на тоа, па еве пензионерот напишал едноставно бесплатен превоз, за тоа не, а ќосето е потврдено со штиклиран знак, односно како зелен пас, односно тоа може да помине, а бесплатен превоз се уште не. Добро, продолжуваме со вас. Како е толкувате оваа иницијатива? Гледате ли некаква порака како позадина на оваа иницијатива? Што мислите за враќањето на споменикот на ќосето? Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Да, првото прашање е зошто треба да се врати споменикот на ќосето, бидејќи е поставено последната легална избрана влада во Република Македонија, тоа е владата на Никола Груевски. После тоа веќе се овие нелегални елементи. А зошто градоначелничката сака да го врати, бидејќи таа е избрана претежно од гласовите на ВМРО ДПМН и она продолжува во континуитет да ја спроведува политиката, за разлика од сегашниот така наречен лидер на партијата ВМРО ДПМН, градоначелничката ја спроведува во континуитет политиката на таа партија и тука нема ништо чудно. Значи, таа само постапува така како што треба да постапува, за разлика од така наречениот лидер Христијан Мицкоски. Бидејќи тој уште нема ни став за оваа изјава на градоначелничката, тоа кажува дека тој е така наречен лидер на опозицијата и на нашата ВМРО ДПМН. А еве се согласувате ли со коментарите до сега на твитерџи, бидејќи се става акцент на кои се приоритетите за градот Скопје? Па таа има многу приоритети и сака да ги исполни приоритетите, но е блокирана во Советот заедно од акционерското друштво ВМРО СДСМ. Моментално. Бидејќи еве сега сакаше да купи нови екоавтобуси, освен пратениците на советниците на ДУИ, на Левица и на Зелена опција, беше гласа против и советниците и на ВМРО и на СДСМ. Значи, тие ја блокираат градоначелничката во секој поглед. Така, благодарам многу за вклучувањето и вам во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Верувам дека имаме некој на 023070005. Така е, добар ден. Се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Абе, види, вака темата. Зошто треба да се врати споменик на ќосето? Па треба. Значи, него се поставува друго прашање. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Се додека малцинството управува во Македонија, нашите лидери што биле за ослободување на Македонија ќе ги снемува од ден на ден. Значи, ние немаме стабилни луѓе кои што треба да ја водат оваа држава. Се продаваат, се распродаваат и спомниците ќе ги продаваат. Ама за тоа малцинството свака му час. Едина држава во светот сме кај што управува малцинството, во обратно према веќинството. Значи, се додека тоа ќе трае, ќе ни бегаат и младите, и спомници ќе водат, и ние ќе водиме. Еднаш треба да застане стожер еден на браникот на Македонија, ама нема таков човек. Сите се купени за пари, продадени душички,
за вас и за профитерство. Никой не мисли за обичниот народ. Бидете поздравени и пријатно. Бидете поздравени и вие, благодарам за вклучувањето. Ајде повторно со твитерџи. Како што напоменав, можете да се надоврзувате, да ги коментирате твитовите кои што ги издвоивме. Даниел Евросимовски напишал: со оглед на тоа како судеа судовиве последниве 5 години, на ќосето реално тука му е местото. Може еден дупликат пред собрание и уште еден пред влада и ќе биде фин комплет. Добар ден. Добар ден. Па, да одговорам на жена предка која зборуваше и кажа дека сакала наши македонски споменици да се фрлат со тркала во реката Вардар. Мислам дека тие се наши херои кои загинале, дале своји млади животи. Денеска ние да живееме слободно во Македонија, да зборуваме македонски, да браниме македонско, а не да фрламе во Вардар наши македонски споменици. Зато младите бегаат во странството и имаат родители кои не си ја сакаат својата татковина Македонија, кои мразат наши македонски споменици, кои мразат се свој македонско. Според вас испраќа ли градоначалничката некоја порака со оваа иницијатива? Па дај Боже да се помакедончи, оти малце во овие година дена не се помакедончи и така застана на страна на ДУИ на СДС, ја врабуваја тие нешто нека тешка закане, ова што го направи се со барање за враќање на споменикот на херојот Ќосето е нешто позитивно, пошто мислам дека нормално во Македонија, како во секоја држава, да величаме херои, а предавници да не ги сакаме. Сега, јас не знам, луѓе, ако кажам нешто, како да кажам, дека некој бил борец за слобода во 2001 година, за човекови права, или некој 41 бил наш ослободител под програма да не ни скучите. Се знае, тие биле фашисти, тие бе терористи. Не беа некои туристи во Македонија и тоа не е говор на омраз, омбрене. Благодарам за вклучувањето. Одиме со вас. Што мислите? Што е и која е пораката со ова иницијатива на градоначалничката Арсовска, односно да се врати споменикот на ќосето пред судот? Според вас, зошто треба да се врати? И се разбира, ќе ве подсетам да внимавате и на тајмерот, 90 секунди, меѓу другото да е намален тонот на ТВ приемникот, за да нели немате впечаток дека не сте вклучени, а вклучени сте. Продолжуваме со вас. Добар ден. Вака сега, јас сум 80 годишен човек, роден во Велешките села, на 2 километри од селото на ќосето Голозинци. Тоа кога го слушаат велешани, односно селаните или граѓаните, како и викаат сега рурална местна заедница, ќе се уверат. Јас сум спремен со сите тие што кажуваат дека ќосето е херој и борец за македонски права, со факти да им докажам дека тој е убиец на македонци и прачен од Ванчо Михајлов во Македонија да убива истакнати наши револуционерни борци централисти. Нели, ВМРО се дели на врховисти и централисти. Централисти се за независна Македонија, а врховистите се за Македонија во рамките на Бугарија. Имено само јас имав 20 дедовци. Живи едниот умре 59 година, другиот 61. Тие се родени од едно село Јеловец. Тоа ќе го кажам, малце е така подигнато на едно риче, а доле е Голозинци. Со нив сум разговарал за многу работи, меѓу кои и за Андон Ќосето. Они ми кажувале. Ми кажувала и мојата баба. Што правил тој? Тој по порачка од одредени инсталирани врховисти во целата во Велешко, го праќале писма на овај Ќе ве ухрабрам повторно да го завртите нашиот телефонски број. Ќе подсетам за сите оние следни кои што ќе се вклучат, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време трењето, за да не се добие впечаток дека ние ве исклучуваме. Како и да е, знаат гледачите, доколку ве прв пат вртите во црвена линија, ве охрабруваме да завртите повторно и секако да искористите уште нови 90 секунди. Одиме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, црвена линија.
Добар ден. Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Ти на здраво. Сакам само да те подсетам дека прошлата недела реков да ставиш една тема. Дали си во тек за таа темата да се стави оваа недела? Оние кои Да те што подсетам зашто, нели? Оние кои што се задолжени за темата, значи уредниците си како прибираат податоци, дослушате ме. Не можам јас нив да ги добијам. Прибираат податоци и се обработува и е запишано и пренесено. А еве што ќе кажете за денешната тема? Дали гледачот се уште го имаме? За денешната тема, па се слагам се со гледачот што се јави сега пред да се јавам јас. Добро. А темата јас пак ќе спомнам, затоа што вие и преку вас, медиум сте, гледам, слушам, да ставите качувањето на платата на функционерите. 5 милиона годишно. Тие се пари. Пари се тина. Имавме тема за платата на функционерите, за покачувањето. Да не бидам досаден. Дозволи, ама сега оставиме. Учебници нема. Дрвата да се нама, 30 евра ги покачија. Што е? Благодарам многу за јавувањето. Значи, за се ова што наброевте правевме емисии, односно ќе подсетиме дека дури уште во петокот правевме емисија за тоа, за покачувањето на платите на функционерите. Правевме секако и за недостатокот на учебници, за печатните грешки во учебници. Апсолутно црвена линија ги обработува сите социјални теми. Значи, за се сме правеле што напоменавте, тоа го знаат оние кои што редовно не следат. А она што го предложивте претходно како тема, еве ве уверувам дека веќе се прибираат податоци, се разбира, се работи на случајот да биде и поставена. Како и тај, благодарам за јавувањето. Ајде сега повторно малку со Твитер, па со вас. Секако надоврзувајте се едни со други. Марга има напишано: Данила ќе го враќала ќосето. Со фотографија практично го дава својот коментар на оваа иницијатива. А сега е време да слушнеме и понатаму што ќе речат гледачите на нашето прашање, дали всушност се испраќа некаква порака, дали всушност градоначалничката испраќа порака со оваа иницијатива и зошто треба да се врати споменикот на ќосето. Добар ден. Ало. Ало, здраво, во црвена линија сте. Ало. Да, ве слушаме. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Мислам, намалене. За тркалата мислам дека треба да имат спомениците тркала, затоа што ако не му се бендисува на вој гранчалник, нека ги преместят лево десно, нели вамо нам, да не ги фрлят во Вардар. Така. Толку за тоа. А за иницијативата? Што се то стварно и јас не знам. Не? Да, ве слушаме, продолжете. Добро, благодарам за вклучувањето. И уште еднаш ќе подсетиме, кој знае по кој пат. Ве молиме, гледате како изгледа кога ќе го оставите целосно тонот на телевизорот. Стишете со оглед на тоа што ќе се повторувам јас, ќе имате чувство дека доцни звукот и се разбира ќе се изгубат многу секунди во тоа. Ало, здраво и дали се слушаме. Добар ден. Добар ден. Јас се јавив пред малку, само нема време така, да кажам главната поента. Тој има направено огромно злосторство, има убиено преку 18, тоа со документи се докажува, на наши торбеши, односно македонски муслимани од село Мелница. Ги има заклано 18 души и 20 албанци од Јаболчите и така натак. Парите што ги земал од убиства и така натак, за убиства, нормално, ги оставал кај брат му и сестра му.
и кога веќе се стегнате обрачите околу Ванцо Михајлов, пошто Србија нели поднесува документи за да по убиството на Александар Караѓорѓевиќ, тогаш веќе прекинала врската, он се вратил во селото свое и ги бара парите од брат му и од снаа му. Кајди се парите, му ги даваат, ама они потрошиле 2 лири и една му дале на комшијата на заем. Вика, зошто ги трошате? Па брат бе, слава правевме и така натака. Он заради тоа ги коле и братот, и снаата, и комшијата. И заминува, им кажува на комшиите, не знаат дека се убиени, заминува и каже, јас заминувам за Солун, ќе се борам за Македонија. Тоа е еден од најголемите убици и зверови, извинете што го употребувам тој, меѓутоа према честниот македонски народ, а нашава кметица што ја избра ВМРО. Благодарам што повторно се вклучивте во црвена линија. Така да има ова нека биде еден вид прикажување како можете повторно и повторност, но секако ќе ве потсетам, внимавајте на секундите. Ако мислите дека не ви се доволни, секако 5 линии имаме активни на 0230700005, слободно завртете повторно. Продолжуваме со вас, драги мои. Само да подсетиме, сакаме да слушнеме според вас каква порака испреќа градоначалничката со оваа иницијатива. А што се однесува до твитерџи, не е лошо еве да прочитаме уште еден интересен твит од Дарко Јанковски, кој што напишал: и ќосето ви е дефокус, ама вирглајте кога толку ви сече. 78% покачување, 78% покачување, 78% покачување. Како и да е, уште еднаш да подсетиме за гледачот кој што се вклучи, значи што се однесува до 78% покачување на платите на функционерите. Имавме емисии тоа во петокот. Благодарам за вниманието. Сега одиме малку со реклами, а продолжуваме, се разбира, и со резултатите. Ете, малку здивнавме со рекламите, а сега е време прво да ги соопштиме и резултатите од анкетата на Instagram Story. Ве подсетувам, веќе од утре можете да бидете дел од ново анкетно прашање на Instagram Story, заследете ме таму. А денес на прашањето дали решението е поставување тркала на сите споменици, со да одговорија 46%, а со не 54%. И секако тука некаде пред крајот на овој денешно издание на Црвена линија, топло препорачувам да кликнете на telma.com.mk и да прочитате многу повеќе за следната вест. Апелација ја укина пресудата за организаторите за 27 април, кои добија затворски казни. Случајот се враќа на почеток во кривичен. Подсетувам многу повеќе за оваа вест, прочитате на telma.com.mk. Ние секако имаме од тркала едно единствено тркало кое што ќе продолжи веднаш по Црвена линија. Тука топло ги поканувам сите оние кои што не следите во Црвена линија во овој момент да бидете сконцентрирани и добро да ги запомните следните прашања кои што ќе се случат во заврти на Телма. За награда секако ќе поставиме прашање кое што гласи: кое е средното име на Никола Вапцаров? Па имаме прашање: шпански ветер е торта или коктел? Уште едно прашање ќе ви откријам: како се вика корейската боречка вештина, што во превод значи удри со нога, удри со рака и пат? И еве уште едно четврто прашање, се за да не освоите награда: како на се викаат подвижните скали во големите трговски центри? Добро запомнете, одиме на заврти на Телма, го вртиме нашето тркало, а вие освојувате награди. Се гледаме.